Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говориме како се регулира ензимската активност, односно ензимската концентрација преку контрола на синтезата и деградацијата на ензимите. Знаеме дека ензимите по природа се протеини, тоа значи дека се кодирани од страна на гени. Така, значи имаме овде, си набоја, имаме ДНА, во ред, делови од ДНА кои кодираат за протеини се наречени гени. Имаме одреден ген кој што ќе подлежи на процес на транскрипција, односно препишување, каде што ќе добиеме предпроцесирана РНА, па таа пред да искочи во јадрото, од јадрото треба да се процесира, ако збориме за еукариотска клетка, и добиваме сега процесирана месенџер РНА. Во ред, потоа, од која имаме оваа месенџер РНА, таа ќе се асемблира заедно со рибозоми, ќе имаме транспортни РНИ кои ќе носат аминокиселини и ќе добиеме на крај протеин, кој во овој случај е ензим. Океј. Овој ензим може би е активен, може би не е, зависно, нели рековме пред неколку видеа дека постојат зимогени ензими, односно проензими, кои треба да бидат на некој начин модифицирани пред да бидат активни. Може би треба да се случат посттранслациони модификации и така натаму. Но ќе речеме дека ово е активен ензим и во неговата активност сега може да учествуваат најразлични молекули, така АТП, АМП, различни инхибитори, активатори и така натаму. Но како и да е, овој ензим нема да биде постојано присутен во клетката. Така, значи, он си има време на траење. Најчесто ензимите имаат време на полуживот од, да речеме, нешто помалце од час, а некои пак ензими имаат време на полуживот над 100 часа. Во ред, значи времето на полуживот зависи од ензим до ензим, зависи од клетка до клетка и така натаму. Односно, после некое време, овие ензими морат да бидат деградирани како и сите други протеини. Во ред, значи треба да бидат деградирани и главно деградацијата се случува на два начина, или преку протеозоми, односно првично ензимите се убиквитинирани, па се деградирани од страна на протеозоми, или пак се разградени од страна на други ензими. Ќе разгледаме малце подетално како всушност се одвива процесот на деградација, малце понатаму. Сега да се навратиме на почетокот, каде што имавме првично процес на транскрипција, и во овој процес, односно ова е местото каде што главно се контролира синтезата на протеини. Во однос, сега збориме малце поопшто, нели, во однос на ензими, ако се навлезе во молекуларно ниво многу е подетално, но сега ќе разгледаме еден општ пример како преку регулирање на транскрипцијата, односно како самото си се авторегулира за да добиеме одредена концентрација на протеини, односно во овој случај ензими. Иначе пред тоа да го спомнеме, ќе речеме дека дел, односно најголем дел од ензимите, значи најголем дел од ензимите се конститутивни. Тоа значи тоа се ензими кои се потребни за основните животни процеси. Во ред, значи основните метаболички патишта без кои не можеш да живееш. Значи тие ензими мора да ги има постојано. Тие се конститутивни. Но имаме ензими кои ни се потребни само во одредени ситуации. Така, например, има некоја материја која е потребно да подлежи под некоја хемиска реакција и само тогаш ни е потребен тој ензим. Не ни е неопходен за живот, али во дадени ситуации ни се потребни. Во ред, значи тие ензими се на некој начин индуцирани, односно само при дадени услови. И ние главно ќе се задржиме на тие. Еден многу чест пример кој се дава во молекуларна биологија, микробиологија за тоа како се регулира експресијата на одредени гени е примерот кај Ешерихија коли, каде што имаме, например, вака ДНА, така и овдека имаме еден ген. Овој ген е за ензимот бета-галактозидаза. И ова е ензим кој служи за разградување на лактоза. Лактозата е дисахарид кој е составен од глукоза и галактоза. Во ред, но лактоза во околната средина на бактеријата нема секогаш. Поради тоа, овој ензим не ни е секогаш потребен. Односно, овој ген не треба да биде постојано активен. Односно, овдека на почетокот, каде што треба да започне транскрипцијата, има нешто што се нарекува репресор. Ќе обележиме со црвено топче, ќе оставиме.
Океј, значи има репресор кој го блокира пристапот до тој ген. Сега, во околната средина на бактеријата се појавила лактоза. Така, значи се нашла во средина во која има лактоза. И лактозата ќе ја бележиме, не знам, со бели вакви молекули. Океј, значи ова е лактоза. Лактозата се врзува за репресоров. Океј, значи лактозата се врзува за репресорот и од кога ќе се врзе за него го отстранува. Сега не можам да бришам и цртам, него замислите си дека сега тој репресор ќе биде отстранет. Океј. Ако е отстранет репресорот, во тој случај сега генот може да се препишува. Така, може да подлежи на транскрипција и понатаму на транслација. Односно сега од него ќе се направи месенџер РНА, така од нејзе ќе се добие преку процес на транслација, вака да направиме да не се сечат овие, ќе се добие ензим, бета-галактозидаза, и овој ензим сега ќе действува на молекулите од лактоза. Океј, и ќе ги деградира. Односно со тек на време ќе ги деградира така што целата лактоза ќе се потроши. Ако се потроши лактозата, таа веќе нема да го врзува репресорот, а ако не го врзува репресорот повторно ќе си се врати на почетокот на генот, а ако се врати, гледате како иде приказнава, нема да се транскрибира месенџер РНА и нема да се добие ензимот. Океј? И на тој начин си е само регулирачки процес. Лактозата го поттикнува создавањето на ензимот кој е потребен за нејзино разградување. Така што кога нема лактоза, го немаш ни ензимот. Се надам дека можевте да ме проследите, некако можеби брзо го поминав ова, но го свативте, се надевам, основниот концепт. Значи само регулирачко си е тоа. И ова е основната идеја позади контрола на ензимската активност преку контрола на синтезата. Имаме многу вакви примери и во нашите клетки, значи и кај луѓето, не само кај бактериите, но ова е еден како така школски пример кој е најлесен да се разбере, без да навлегуваме во некои многу покомплексни молекули и метаболички патишта. И тоа е главната идеја. Нормално можеме да имаме контрола и на ниво на процесирање на месенџер РНА, односно тука имаме еден процес на сплайсинг и можеме да имаме и нешто што се нарекува алтернативен сплайсинг, каде што можеме да добиеме различни месенџер РНА, на ниво на транслација може да се прават некои промени, некои регулации, но обично не ги разгледуваме бејќи не се нешто многу застапени. Во ред. Инаку промената ова на генската експресија, колку се синтетизира одреден ензим, е главно бавен процес во однос на, ако би го споредиле со како действуваат активатори и инхибитори. Активаторите и инхибиторите одма се врзуваат и одма менуваат. А ти додека ја промениш генската експресија, треба подолго време. Треба прво да дојде транскрипцијски фактор, треба да се тргне репресорот, треба да дојде РНА, да дојдат други молекули ќе отворат ДНА, под која ќе отворат, треба РНА полимераза, си почне да си работи, се носат нуклеотиди нови, се прави РНА и така натаму. Значи има по-долг процес кој треба да се помине, така што ова го нарекуваме и бавна регулација на ензимската активност. Сега, ако идеме на ниво на деградација, како што рековме, ензимите траат одреден временски период, па треба потоа да бидат деградирани. Имаме контрола на ниво на убиквитинација, односно деградација преку протеозом, каде што на ензимот му се додаваат едни убиквитини, значи како молекули, што е овдека ги бележам, кои ќе се додадат 3, тој е препратен до протеозом, што е друг протеин, кој исто така треба да биде регулиран, кој го деградира ензимот. Значи кога ќе му се додадат тие трите убиквитини, овој ќе биде пратен до протеозомот, кој што ќе биде деградиран на помали фрагменти до аминокиселини. Или пак може да биде разграден од страна на други ензими во протеолитички вакуоли. Мислам, вакуоли кои што содржат протеолитички ензими. И врз база на тоа колку често се убиквитинира некој ензим, толку често тој, мислам, толку пократок ќе му биде
времето на полуживот ќе му биде пократко, значи пократко време ќе биде присутен. И нешто што го спомнавме уште пред неколку видеа беше компартментизација, односно каде се наоѓа ензимот. И има многу примери, но многу често е, например, во семињата, кај растенијата, имаш субстрат. Сега, ја овдека многу ќе го симплифицирам, но ќе речеме дека ова жолто овдека е субстрат. Океј, а ензимите за тој субстрат се тука некаде. И они може да бидат одвоени со вакуола се до одреден момент. Кога ќе биде потребно да се деградира тој субстрат, ќе се приспојат или ќе бидат ослободени ензимите во потребниот субстрат и они ќе го деградираат. Али само во одредено време. Така што со правење на одредени компартмани можеме да ги одвоиме ензимите и субстратот и да регулираме кога тие ќе влезат во меѓусебна активност. Некогаш може ензимите да бидат одвоени од кофакторите, па кога ќе бидат потребно се носат кофакторите и така натаму. Значи постојат и такви механизми. Иако нема нешто што многу се збори, затоа сега ги вклучувам. Океј, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.